Денеска во Средното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово се одржа комеморација на прирано починатата професорка по солфеж Андријана Несторовска Светозаревиќ. Голем дел од нејзините колеги, пријатели, ученици и членови на нејзиното семејство беа дојдени да се присетат на ликот и делото на професорката која неуморно повеќе од 20 години била дел од наставничкиот колектив во училиштето со низа ученици, на кои со голема љубов им го пренесувала своето знаење за музиката, спомени и осврт кон нејзината посветена работа со учениците, искажа нејзината колешка професорката по пијано Сонја Андонов. Ани кон своите ученици се однесуваше целосно професионално, со голема посветеност. Педагог кој мощно и успешно ги образуваше, но и воспитуваше учениците. Учител кој сето свое знаење им го пренесуваше стручно и слободно можам да истакнам дека кон сите нив таа се однесуваше со мајчинска љубов. Ани имаше трпение и разбирање за секое дете. За неа часот честопати се случуваше да трае повеќе од 40 минути, а во сезона на настинки, кога бројот на ученици се осипува, знаеше да одржи час дури и ако е присутен и еден ученик. Вложуваше максимален труд кога требаше да ги подготвува учениците за надпревар. Го занемаруваше своето слободно време, за да се посвети на тие подготовки кои, како и се останато, ги извршуваше со голема посветеност и љубов. Од тие надпревари секогаш се враќаше со освоени високи награди. Голем успех за Ани, но и за училиштето. Ани со својата скромност, своите успеси на професионален план ги сваќаше како нормален дел од работните обласки. Пред присутните се обрати и сопругот на професорката Бранислав Светозаревиќ. Со ова само не подсетивте и уште повеќе ја надополнивте вашата меморија и не ја пренесовте на вас, што всушност значела Адријана за овој колектив во кој цел живот растеше од мало дете, 7-8 години, и до крајот беше посветена на своите ученици, се радуваше на секој успех, поединечно не ги раскажуваше успесите. Инаку професорката Андријана Несторовска Светозаревиќ почина на 18 декември на 51 годишна возраст.